Проектот Институционална надградба за координација и поддршка на бизнис активностите во Пелагонискиот плански регион почна од септември годинава и досега се спроведоа две обуки. Првата беше запишување и реализација на проекти финансирани од Европската унија. Втората за јавното приватно партнерство, за денеска да почне третата обука посветена на бизнис вештините и можностите за финансирање на бизниси. Тие ќе ги недоградуваат своите предприемнички вештини, ќе го проучуваат својот пазарен удел и ќе изучуваат соодветни методи и модели на каков начин тој пазарен удел да го зголемат, ќе бидат презентирани соодветни маркетинг техники и модели на каков начин сето тоа ќе можат да го остварат, а се со цел остварување понатомашен раст на своите компании, да ги проучуваат соодветните концепти за на тоа на каков начин се извршува финансиската анализа во рамките на компаниите, ги проучуваат методите и моделите на финансиска анализа, се со цел за да нивната креативност, иновативност кои што ја поседуваат, а преку изучување на оваа финансиска анализа да може да искористат за на тоа да пронајдат адекватен начин за или поголеми заштеди во рамките на своите компании или пак остварување на поголеми приходи. Обучувачите на денешната работилница доаѓаат од Македонскиот центар за меѓународна соработка со цел да го помогнат развојот на бизнисот во Пелагонискиот регион. Во едниот дел третираме прашања кои се битни предприемачите да ги имаат како вештини во себе и да ги негуваат и развиваат, додека во другиот дел повеќе е фокусот на финансиски прашања, значи кои можности постојат на располагање во Република Македонија и кои се претходни подготвителни активности треба да ги направат фирмите пред да аплицираат за финансирање. Каков развој има бизнисот во Пелагонискиот регион, каде се регистрирани над 7000 правни субјекти? Во рамките на овој регион се создава 13% од бруто домашниот производ на Македонија и иако бруто домашниот производ по глава на жител е за скоро 12% повисок од просечниот во Македонија, ние и понатаму инвестираме во развојот на капацитетите на човечките ресурси, се со цел истите да бидат на доволно ниво надоградени, со цел да ги откријат новите бизнис можности кои што постојат пред нив и адекватно да ги искористат. Проектот е финансиран од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој.